Почитувани гледачи, добар ден. И денешниот шаховски коментар ќе го посветиме на супер турнирот кој што од 29 јуни до 6 август се одржа во Дортмунд. Не само поради својата силина, турнирот 19-та категорија со просечен рейтинг од 2720 поени, туку и затоа што еден од победниците на истиот беше рускиот велемајстор Владимир Крамник. Владимир Крамник кој што на овој турнир веројатно имаше посебна тактика затоа што тоа беше неговото последно надпреварување, неговиот последен настап пред големиот меч со Топалов, со бугарскиот велемајстор Веселин Топалов, кој што 23 септември до 12 октомври треба да се одржи во Русија, во Елиста, каде што ќе дојде до обединување на титулите. Имено, бугарскиот велемајстор Веселин Топалов е светски шампион во верзија на ФИДЕ, додека Владимир Крамник е светски шампион во верзија на професионалната шаховска асоциација. Токму затоа Крамник со специјални задачи да се провери себе си, но и да не открива се од својот богат арсенал, затоа што има многу од тоа што ќе треба да го покаже против Топалов, кој што му е многу сериозен противник, а од друга страна и да се представи добро на овој турнир, евентуално да победи, за да ја покачи својата самодоверба пред така важниот настап. И тоа му успеа на Крамник, кој што играше прилично стабилно на вака куст турнир од 7 кола, он првите 5 партии ги ремизираше, но затоа ги доби последните две. И тоа во предпоследното коло со велемајсторот Баадур Џобава од Грузија, со одличен удар, со црни фигури, успеа да го направи својот прв плюс и во последното коло да се сретне со својот голем конкурент, со унгарскиот велемајстор Петар Леко, со кој што играше еднаш за светската титула и одвај успеа да ја сочува со победа во последната партија. Петар Леко овој пат имаше 2 плюса, значи беше на делба на првото место заедно со Свидлер, а Крамник еден половина поен помалку, значи сакаше да ја добие оваа партија за да го помине и за да, како што се испостави на крајот на турнирот, да го подели првото место. И тој со бели фигури против Петар Леко се отвори со D4. Крамник последниве години игра и D4, и конј F3, и E4. Но во оваа важна партија тој се отвори со D4, а Леко можеше да се предпостави, се бранеше со одбрана на Нимцович. Нимцо-индиска одбрана C4, E6, конј C3, ловец B4. Тоа е во ведниот потек во Нимцо-индиска одбрана. Крамник против Нимцо-индиска одбрана најчесто игра дама C2. Тоа е потек кој што го користеле многумина силни шахисти. Прв пат го играл светскиот шампион Алехин, но затоа и Капабланка го презема како моќно оружје, па Еве, уште еден светски шампион, а од денешните шахисти исто така и сакаше да го одигра и Карпов, и други големи шахисти, например од русите Бареев е исто голем специјалист за оваа одбрана, а во македонскиот шах од нашите шахисти велемајстор Драган Јачимовиќ исто така го има на својот репертоар. По дама C2 црниот може да бира повеќе потези во оваа ситуација, D5, C5 или мала рокада. Мала рокада се смета за едно од најсолидните продолженија. А3, ловец на C3 носи, за да не губи време. Дама C3, B6. Црниот ја засилува контролата по ловец B7, по долгата диагонала и по линијата D5 и E4, ловец G5, ловец B7 и F3. F3 едноставно вперено против ловецот на B7 и коњот од F6. Значи, засилена контрола на централната точка E4. H6, корисен потек, ловец H4 и црниот треба да биде активен во центарот и од тука D5. Сега белиот доколку одигра потек
како конј H3 што е играно во турнирската пракса, тогаш црниот продолжува со C5 и доаѓа до многу активна контраигра, затоа што тој има предност во развој. Затоа белиот е поскромен во своите намери и тој продолжува со E3, а црниот го завршува развојот со конјот Б на D7. И тој веќе е подготвен да удри во центарот и со C5. Последниве години белиот бара предност во оваа линија со потегот C зема на D5. И по кој носи на D5 доаѓа до замена на дамите, ловец D8, конј C3, ловец H4. Ловец E7 топ E8 не му дава на белиот нешто посебно, а исто така ниту ловец C7 заради конј D5 и белиот е чувствителен на точката E3. Затоа секој се враќа дома, назад, белиот ловец на H4, а црниот конј доаѓа на D5. Сега прерано е E4 заради конј E3. Со закана конј F1, односно конј C2, од тука ловец на F2, а црниот C5. E4. Сега црните во оваа ситуација бирале разни потези. Конј F4 едната можност, па по ловец E3 конј G6, но леко доаѓа на полето E7 со конј и тоа е омилениот потек на унгарските велемајстори, да речеме и Золтан Алмаши, исто така го љуби токму тоа отстапување со конјот на полето E7. Конј E2. Што е стратегијата на белиот во оваа позиција? Тој има ловечка двојка и добра структура. Обајцата имаат добра структура, но белиот малку е поназад со развојот. Значи, доколку црниот не најде динамичен начин да го искористи тој факт што има предност во развој, тогаш белиот ќе има мала, но долготрајна предност заради стратешкиот плюс што го има во двата ловци. И во шахот се смета слабост само она што може да се искористи. Доколку не може да се искористи таа предност во развој, значи дека тоа не е важен фактор. Затоа што црниот во случајов тоа не може да го искористи и ќе видиме како ќе се одвива оваа партија понатаму. Ќе видиме дека белата стратегија ќе биде поисправна. То пода на C8, конјот доаѓа на полето C3. Сега имаме замена на D4, C носи на D4, ловец D4, конј C5. Гледате, изврши црниот замена за со конјот да дојде на C5, сега тој се заканува да дојде со конјот на B3. Топ D1. Сега конј B3 би било удар по вода. Топ од F на D8. И белиот се повлекува со својот ловец од D4 на E3. Тој се разбира сака да ги замени тешките фигури, така неговата потенцијална предност во развој на противникот, предноста во развој би се намалила, не би се чувствувала толку. И по ловец на E3 имаме замена на D1, топ D1 и белиот спокојно носи со крал на D1 затоа што преостанатите црни фигури не можат згодно да го нападнат. И покрај тоа што ловецот и топот не му се развиени, сепак црниот
не може да најде начин тоа да го искористи. Е5 и сега Б4. Значи, најистурената, најактивна фигура на црниот, белиот ја напаѓа. Црниот треба да се изјасни. Тој доаѓа со конјот на полето Е6, а крамник полека, но сигурно ја подобрува својата позиција. Тој доаѓа со кралот на С2. Се мести под линија, под ренге на топот, но тоа е само привремено затоа што последниот потек ќе се засолни со својот крал. Значи, коњ Д4, ништо не би му дала посебно на црниот, затоа што кралот ќе дојде на Б2, а тој коњ од Д4 нема кого да нападне, нема што да нападне. Сега, дали може би во овој миг можеше леко да одигра активен потек F5, користејќи го фактот дека црниот коњ е врзан и белиот го нема се уште полето C4 за својот ловец, да им даде малку повеќе простор на своите фигури, односно да се обиде да ја зголеми силата на својот ловец од B7, кој што е многу ограничен од пешаците на E4, F3, е прашање кое што заслужува внимание, кое што заслужува анализа, како и да е, леко доаѓа со коњот од D7 на C6. Но се разбира дека силното поле D4 може да биде заземено само од еден коњ. Не може двата коња да додат на едно поле, а тоа кажува дека другиот коњ потенцијално може да стои слабо. Значи, леко сега чека белиот да излезе со ловецот, а потоа тој адекватно да одговори со скок на централното поле D4 или евентуално и полето F4. Доколку се замени на F4, тој другиот коњ да дојде на E5 и така натаму. Значи, ќе се прилагоди на играта, но крамник треба да заврши со подготовките за развојот на белополниот ловец. Тој игра корисен потек, крал B2. А леко крал F8. Сега е веќе јасно дека и ловецот мора да излезе, да влезе во игра практично и крамник го носи на најактивното поле на C4, а леко во овој миг со коњот од C6 доаѓа на D4, напаѓајќи го при тоа ловецот на C4. Тоа е ситуација во која што крамник размислува речиси еден час. Значи, позицијата му била добро позната, добро бил подготвен за оваа партија и до овој момент тој играше релативно брзо, додека неговиот противник нешто поспоро, но сепак доволно брзо. Но затоа крамник тука размислува еден час. И да видиме што смислил. Тој зема на Е6 во овој миг, што е повеќе или помалку позиционо изнудено, и по коњ Е6 крамник за очекување игра коњ Б5, веднаш напаѓајќи ја слабоста на црниот на А6. Но впрочем, црниот има проблем со двата пешаци на дамското крило, затоа што ако поиде едниот, тогаш пешекот на Б6 е многу слаб, затоа што белиот претходно ќе добие темпо со коњ Д6, напаѓајќи ги и топот и ловецот. Значи, не може да се движат пешаците на дамското крило, што го принудува леко да одигра пасивен потек, топ на А8. И сега, за очекување беше дека можеби крамник ќе продолжи со коњ Д6, но тој размислуваше еден час, а поиде А4. Значи, да речеме на коњ Д6, можеби на тактички начин можеше да се брани